Почитувани гледачи на Македонската радио телевизија, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата со наслов Животна приказна. Веќе добро знаете дека во секоја епизода имаме соговорници кои несебично и искрено зборуваат за својот животен пат. Така и овој пат имаме гостин кој ќе ми прави друштво на мене и секако и на вас пред малите екрани. Останете со нас, ова е Животна приказна на Македонската радио телевизија. Скромен, ненаметлив и пример за добро и воспитано момче. Душа како памук, но во рингот експлозивен. Изврснете на скопските улици, а негов најголем сојузник во неговите животни борби и борби во рингот е вербата во Бога. Дами и господа, на наше, а веруваме и ваше задоволство, европскиот првак во кикбокс, Бобан Илиевски, ќе ја раскаже неговата животна приказна. И како и секоја емисија, така и ова, слушнавте за кого станува збор и секако светот останува на младите. Бобан Илиевски во Животна приказна. Бобан, добре дојде во нашата студија. Драго ми е што си денеска мој соговорник и се надевам дека ќе бидеме интересни за гледачите и ќе дознаеме за твојата животна приказна. Повели, ова е твоето место. Како и сите гости, така и овој пат нема да одскокнем од првото прашање, да те прашам искрено како си. Супер сум, посебно сум расположен што овој период работам на мојот долгогодишен сон. Во проекција сум на отварање на собствен клуб за кикбокс и малце сум под импресии и овој период се припремам, од 1 септември почнувам со тренинзи, така да позитивно сум расположен. Супер, септември секогаш за нов почеток. Од каде идејата да отвориш твој клуб? Долго време размислував во врска со тоа и начинот на кој што луѓето кои што ме познаваат се разговараат со мене и ме прашуваат во врска со спортот и кикбоксот општо, некако ми дојде желба да отворам свој клуб, поради тоа што се соживувам некако на некој начин со децата што сакаат да тренираат и многу од родителите разговараат со мене и бараат совети и слично за нивните деца и сфатив дека има интерес. Има интерес и не се заморувам да го правам тоа. Едноставно се чувствувам добро кога разговарам во врска со тоа и сакам да го правам тоа. И убаво е кога го работиш оно што го сакаш. Јас често пати велам привилегија да се работи тоа што го сакаш и го знаеш најдобро секако. Да, точно. Имаше период кај што размислував долго дали да почнам нешто такво, поради тоа што јас сум се уште активен борец и размислував дали тој момент ќе ме доведе до исцрпување и дали ќе можам да се посветам на спремањето за моите мечеви квалитетно како што сум го правил тоа до сега. И имав период кај што бев малце исплашен во врска со тоа, поради тоа што секако ова е обврска што треба да се посветам максимално. Но сфатив дека можеби ќе ми влијае и позитивно, поради тоа што правам нешто што ме исполнува и го сакам. Одлично. Да се навратиме на твоето детство, ти си роден во Скопје, во Лисиче, така? Лисиче од секогаш е твојата населба. Како изгледаше твоето детство во Лисиче? Беше на улица? Па искрено, моето детство изгледаше многу хиперактивно. Бев дете кое што сака да тренира, да експериментира, да проба нови работи. Едноставно бев дете што сака да живее, да го осети вкусот на животот. И како дете се сеќавам дека татко ми има голема улога во мојот живот, поради тоа што уште од мал ме мотивираше и ми даваше насоки во спортот. И експериментирав и пробував многу спортови и сватив дека спортот каде што се докажувам со некој од спротивниот тим или спротивниот борец, ми прави да се чувствувам добро и имаше период кај што тренирав карате, поради тоа што во каратето, како што знаеме, не е контактен спорт и осетив дека ми фали малце контакт. Немаш противник. Ударите во каратето се даваат без контакт и сфатив дека ми треба малце по-адреналински спорт и татко ми се сеќавам дека ме праша дали сакам да изберам помеѓу карате и кикбокс
првично избрав карате, тоа го тренирав околу 3-4 години, направив мала пауза и ми требаше период да одлучам дали сакам да сменам некој друг спорт и тој период пробав и пливање, пробав и фудбал и сватив дека мене ми треба некој адреналински спорт. И не си тимски играч. Па, искрено да. И мислам дека секој човек е предодреден за некоја работа. Јас животните ситуации ме натерале на некој начин да се докажуваме во друштвото и општо порано беше период кај што работите ги решававме со тепање. Искрено ќе кажам и тоа малку звучи лошо, но тоа тепање да. Дали ќе ги побиеме фактите за стереотипите дека велат дека кикбоксот е можеби насилнички спорт? Па глеј, лично јас го гледам кикбоксот како издувен вентил за некој борец, ќе кажам, или дете, некој дете што уште од мал е хиперактивен и сака на некој начин да се докажува, сака да има живот во него, има енергија што сака да се докажува првично пред на себе, па после на другите. И мислам дека кикбоксот е идеално решение за децата што се хиперактивни, што се проблематични во школа, што сакаат да имаат многу енергија. Има многу енергија, сакаат да малку лошо звучи ова, да се тепаат. Значи мислам дека на мажите им е во крвта да се докажуваат и да војуваат еден со друг, да се докажуваат кој е подобар. И кикбоксот е, мислам дека вистинското решение за децата што се хиперактивни и се проблематични на некој начин. Се повеќе има интерес за овој спорт. Па да, со текот на годините и гледам дека многу има заинтересираност, не само кај мажите и дури кај жените сакаат да тренираат, поради тоа што турбулентно време е сега моментално и сите бараме некој начин како да извадиме лошата енергија и стресот што го поминуваме во текот на неделата. И кикбоксот е, мислам дека идеално решение, поради тоа што на крајот од денот пак спарингуваш, тренираш со некој партнер, кај што ќе можеш да се надминуваш сам себе во одредени ситуации. Ќе има момент кај што си изморен и не го чувствуваш телото, а рундата трае уште минута и ти мораш да најдеш решение како да издржиш уште една минута. И мислам дека во тие моменти се раѓа некој посебен инстинкт што секој човек сака да го доживее и верувам дека секој може да направи работи што најмалку ги очекува од себе. Мораш да ми покажеш после во некој такви моменти да знам како да се избарам со себе и да испрлам негативната енергија, со шалом. Кажи ми, детството во Лисиче, повторно ќе се навратам на тоа како изгледаше, бевте едно патриархално семејство, имаш сестра која е помлада од тебе. Со што се занимаваат твоите родители? Дали бевте некоја нормално семејство каде што секогаш сте имале? Ние потекнуваме, ја и сестра ми од нормално семејство. Родителите имаат голема улога и за мене и за сестра ми, поради тоа што она се занимава со моделинг, моментално живее во Кина. И мислам дека голем удел имаат родителите што ја и сестра ми сме одбрале да се занимаваме со нешто што навистина го сакаме, што и е реткост во денешно време, поради тоа што некако животот многу стана брз и почесто се среќаваме со луѓе што не знаат што да прават со себе и гледаат како живеат другите и гледаат телефоните на интернет како живеат некои луѓе во Америка и во другите држави, а не гледаат внатре во себе си да видат како се чувствуваат првично, што сакаат да прават со себе, како сакаат да го поминат остатокот од животот, поради тоа што јас мислам дека животот е многу краток, да го трошиме за работи што не исполнуваат или не прават среќни. Е многу е битно да секој човек си најде нешто што навистина го прави среќен, зашто нормално е што и да правиме во животот, нашите чувства се менјаваат. Некогаш сме среќни, некогаш на момент сме тажни, некогаш сме нервозни. Е многу битно кога имаш издувен вентил и нешто што искрено и вистински го сакаш и да знаеш како да се бориш со светот. Дека интересна комбинација, твојата сестра е манекенка, меѓутоа исто така тренира кикбокс, што е се поретко за женските. Од каде љубовта неизина према овој спорт?
Па искрено, мислам дека гледаше од мене, као тренирам и свативме дека кикбоксот е добар и за женското тело, не само за духот и за енергијата и све тоа. Поради тоа што кикбоксот, како што знаеме, се работи со раци, со нозе, и е добар момент да секоја девојка го тренира тоа, да биде подвижна на крајот од денот и да знае да се одбрани во некои одредени ситуации. Ти ја наметна љубовта или таа сам? Сам, али јас бев иницијатор, јас и кажав дека сакам да тренира нешто, да биде физички активна и малце потешко идеше, али почна да тренира и виде дека се чувствува окей после тренинг, дека не е лесно, поради тоа што бара посветеност, бара жртва, бара да се вложи енергија во спорт, но исходот на крај е многу убав и го засега спортот и моментално треба да се врати од Кина и од едва чека да почне да тренира се дојде тука. Колку често заедно тренирате? Па што имаме време за да тренираме заедно, не пропуштаме прилика, поради тоа што и у нас има обврски, јас имам обврски, но сум цело време тука за совет, да и кажам што да тренира, ако во случај некад нема мотивација да измотивирам и она мене исто. И не само за спортот, ние општо и за све во животот си комуницираме еден со друг и сме си тука еден за друг. Така имате, значи, поддршка еден за друг, максимална поддршка и мислам дури секој ден сум благодарен на Господ поради тоа што мислам ја имам и другари што имаат сестри па нема толку близок контакт како што имам јас со сестра ми, не знам која е причината што толку Така ве воспитала. Па да, можеби е тоа, не се потекнува дома. Со што се занимаваат твоите родители? Мајка ми е воспитувачка во градинка, пази деца и воспитува, а татко ми работи во водовод. Да. Некој од нив се занимавал со некој спорт? Па не. Татко ми кога бил млад, баш кога бил, може да кажам, дете, он тренирал карате еден одреден период од животот, али генетиката на татко ми и физиономијата е цврст човек што е полна енергија и мислам дека тоа го имам наследено од него. Така, како се станува светски или европски шампион во оваа вештина? Па искрено првично почнав од радозналост, сакав да тренирам, сакав да се борам, како што кажав, сакав да се докажувам. И после првиот надпревар во кикбокс го се борев после 3 месеци од кога почнав да тренирам и некако се заљубив во, сватив дека тоа е за мене. Едноставно ми пријаше кога ќе ме повикаат да дадам интервју, кога ќе ми честитаат луѓето за мојата победа, видов дека луѓето некако поразлично се однесуваат со мене кога давам жртва за нешто што едноставно немам никаков бенефит. Во тој момент ја немав никаков бенефит од спортот. Тоа го правев од љубов и видов дека луѓето кога правиш нешто од љубов го препознаваат и сакаат искрено да ти честитаат и имаат искрени убави намери. Видов и дека другарите, фамилијата, сите беа стрикни за мене и после првиот надпревар сватив дека тоа е работата што ќе се занимавам цел мој живот. Така, сепак постои некоја жртва за секоја работа, за да си успешен мораш да се откажеш од некои работи. Ти си сепак релативно многу млад. Колку си, да кажем, на некој начин жртва и него живееш животот како твоите другари кои не се занимаваат професионално со некаков спорт, излегуваат кафеани, дискотеки и така натаму, колку знаеш да се откажеш од сето тоа за да бидеш ова што си сега? Имаше период кај што ми представуваше проблем тоа, поради тоа што моите другари и врсниците искачаат, прават работи што сите ги прават. И имаше период од мојот живот кај што ми сметаше тоа и се чувствував тажен поради тоа али го издржав цел тој притисок и цел тој процес. И сега моментално не ми е криво ни една секунда и уживам во тоа што го правам и можам да кажам дека уживам додека давам жртва. Ако се опуштам и ако влезам во комфорт зона, јас тоа што сум нерасположен и јас сакам константно да правам продуктивни работи во текот на денот, сакам константно да напредувам и тоа е тоа што ми прави среќа. Има ли некој човек, некоја личност во твојот живот на кому си посебно благодарен за твојот успех, некој кој можеби ти бил идол во ова што ти го правиш? Не можам да издвојувам посебно некој човек, зашто стварно има многу луѓе што
што случајно или не случајно ми се нашле во мојот живот и ми помогнале од срце, значи имам многу такви луѓе и не сакам да издвојувам никој поради тоа што имам стварно луѓе блиски што ми помагаат несебично во секој. А кој беше твојот учител? Во врска со Кикбоксот. Јас првично почнав да тренирам во Ново Лисиче, кај Драган Атанасовски Драгче. Тој е моментално тренер на репрезентација. И прекинав да тренирам поради тоа што ја разговарав со тренерот и му кажав дека сакам да почнам да се надпреварувам, само што ќе има надпревари. Но тренерот постапи правилно, поради тоа што не ризично е за мене да ме пушти во надпревар, да се борам, а јас се уште немам доволно искуство во тој спорт. И после тоа, после еден месец од кај него, реков дека морам да сменам клуб. Отидов со друг тренер, со Александра Стефовски Железен. Разговарав со него, го прашав дали ако тренирам и има надпревар, дали ќе ме пушти да се тренирам. Он ми рече, од сега има за 3 до 4 месеци, ако се покажеш добар на тренинзи, ако бидеш константно на тренинзи, ќе ти дозволам да се надпреваруваш. И после 3 месеци од кога почнав да тренирам, имаше државно првенство. Тоа државно првенство беше изборно за европско првенство. И мислам дека моите родители после тоа првенство, кога заврши надпреварот, отидов дома и им кажав дека сега сум избран поради тоа што е изборно првенство, како победник на државно првенство, јас сум избран да представам државата на европско првенство. И како моите малце не веруваа во целата прича и после 3 месеци видов дека многу почнав сериозно да тренирам, да истражувам во врска со спортот, да гледам кој е најдобар во тој спорт, да почнам и да пратам луѓе од други држави. И се сеќам дека на тоа европско првенство се одржуваше во Шпанија, во Сан Себастијан, освои второ место. И до тоа дека немав осетено како е да те порази некој. Во финале изгубив, мислам дека од Јужна Африка или така, Јужна Африка. Тешко поднесуваш кога губиш? Во тој период да, и многу емотивно го сваќав све цел тој момент, но многу луѓе се откажуваат после Но ти си упорен и пораз, не се али јас го откажуваш. сакав тој и со душа чекав да се вратам и да почнам да тренирам и можам да кажам дека првите 20-30 мечеви во мојата кариера беа водени според тоа како се чувствувам, според емоциите, а не беа водени според размислување и тактика. После тоа го сменив тренерот, поради тоа што имав некој недоразбирање во смисол бев на еден надпревар и противникот ми ја откажа борбата. Ја бев тоаш дете, имав околу 17, 18, 19 години, не можам ни да не се сеќавам кога беше тоа и ја изреагирав малце недолично, шутнав некое железо таму као и тренерот Револт. од револт, да, поради тоа што тренерот Борисот ми ја откажа борбата. И тренерот малце се најути во врска со тоа, па ја прекинав да идам и после тоа почнав да тренирам со Дејан Митровски Урко и тренерот препозна во мене квалитети и работевме напорно и до ден денеска јас се натпреварувам за него. И сета таа твоја, да кажем, на некој начин жртва и упорност се исплати. Се исплати да, иако Секогаш има беше резултати, да. многу тешко на моменти, али нешто ме водеше тоа што искрено го сакав спортот, не ме интересираше ни дали ќе имам фидбек од тој спорт во однос на финанси и све тоа го правев. Да, колку може да се заработи, искрено? Дали може да се заработи да се живее од овој спорт? Па ќе бидам искрен, во Балканот мислам дека имаме најдобри услови за кикбокс, кога станува збор за репрезентативни надпреварувања. Државата ни нуди, ако освоиме светско или европско првенство, што е многу тешко поради тоа што во нашата држава имаме малце спаринг партнери и тоа е клучот за напредок во овој спорт. И е многу тешко, мене ми требаше 10 години за да стигнам да почнам да освојам и светско европско првенство. 10 години константно бев изложен под ризик во смисол моите врсници почнуваат да работат, фаќаат сериозни работи. Ја правев нешто што
не се знаеше крајниот исход. Зашто овој спорт е реално ризичен. Една повреда може да ме кошта и више никад во животот да не бидам способен за работа, а не па камоли за Си имал ли тренинг. некоја посериозна повреда? Па не сакам да зборам за тоа, ама сум имал, да. Сум имал доста сериозни повреди и не сакам да го зборам тоа поради тоа што има деца што тренираат овој спорт и да не ги исплашам или да не го сватат. Не значи дека ако мене ми се случило повреда, ќе им се случи на нив, али спорт како спорт е малце ризичен, ако се занимаваме професионално, но со добар пристап, со професионален пристап, со добри тренинзи, со одмор, ако некој борец е фокусиран само на спортот, нема да има проблем, поради тоа што ние го тренираме телото да биде отпорно на удари и тоа е една улеснителна околност за све што се случува во текот на борбата. Како да ги мотивираме новите генерации се повеќе да се свртат околу спортот? Па ќе кажам дека спортот во Македонија, кикбоксот нуди државна пензија, што е во Балканот научна фантастика и мислам дека луѓето што сакаат да се занимаваат со кикбокс и децата што сакаат да го прават тоа, имаат една мотивација плюс да дадат жртва, да освојат светско или европско првенство и да се едноставно да се осигураат со спортска државна пензија до крајот на животот. Така, тука нема некоја старосна граница, нели? Како во некој друг нема, спорт? поради тоа што спортот е ризичен и се може да се случи за време на борба. И доколку си во форма можеш и на не знам која возраст да тренираш, така? Можеш И да се тренираш, занимаваш ако се професионално. чувствуваш дека си спремен да дадеш жртва за спортот, зашто за да се бориш на повисоко ниво мора да се одлучиш само да го практикуваш спортот, да не работиш што ќе те исцрпуваат и што ќе ти го одземаат вниманието. Едноставно треба да само да тренираш, да одмараш добро, е многу битно. Тука имаат проблем повеќето од борците, сакаат да тренираат, даваат све од себе, но сакаат и да го прават истото што го прават и нивните врсници. И така се изложуваме почесто на ризици, да. ризици, на повреди, поради тоа што телото ако не е доволно наспано, мозокот не функционира добро, не размислува толку брзо. Дали имаш некои посебни ритуали пред некоја борба? Да, имам посебни ритуали, посетувам манастир, имам свој духовен отец, се исповедувам, постам, не искачам со девојки, што е многу битно. Гледам да не бидам обкружен со многу луѓе, си ја чувам својата животна енергија само за да ја посветам на тоа што треба. Поминувам време во природа, читам книги, тоа ме смирува и ми дава дополнително енергија за да давам максимум на тренинзите. Верувате во Бог исто така ти помага многу за се ова што го правиш? Да. Сигурен сум во тоа, поради тоа што 10 години пробував да освоам светско и европско првенство, од кога почнав да искрено да верувам во Господ, кога почнав да ме интересира како функционира монашкиот живот, како функционира христијанството. Ја многу малце знам за тоа. Многу Како човек и треба сите да ние, даде, да, но- како што даваме жртва во спортот и на работа и во сите дејности и христијанството и религијата бара голема жртва и верувам дека има голема улога во тоа што уште се занимавам со ова и сакам да го правам. Бигорскиот манастир е нешто што најмногу ти дава мир? Па првично почнав да идам во Бигорски манастир и таму се запознав со мојот отец Сергеј. До ден денески он има голема улога во мојата кариера. Секојдневно комуницираме. Моментално он живее во Будва, во манастирот Успение на Пресвета Богородица, кај отец Рафаило. Отец Рафаило е многу познат монах, е моментално еден од најдобрите монаси на Балканот. И моментално отец Рафаило ми е мој духовен отец. Се исповедувам кај него, разговарам со него, имам целокупна поддршка од отец Сергеј и сум благодарен за тоа. А тоа твоите родители исто така те научија на вербата во Бог Па, или самиот? моите родители се верници, си почитуваме празник, си славиме слава,
али начинот на кој што јас почнав да навлагам во религијата, они не го практикуваат и јас ја почнувам да им наметнувам некое такво темпо, баш би сакал да се причестуваат почесто, да постат. Тие да учат од тебе. Па искрено да. Искрено да, поради тоа што исто како што кажав во спортот и вербата и религијата си бара голема жртва. Ја бев во Будва, спиев во манастирот и искрено ќе кажам дека многу е тешко да го живееш христијанскиот живот и монашкиот. Поточно монашкиот има луѓе што не го разбираат тој живот и ќе кажат монасите, поповите и слично свештените лица возат джипови и лоши такви некои мисли, но Погрешна слика. тоа е погрешна многу слика. Лично јас ако се прашувам за начинот на кој што го живеат они животот и они секојдневно се молат за нас луѓето, они заслужуваат хеликоптери да имаат во манастирите, не джипови. Дали си бил во Света Гора? Не сум бил, али сакам да отидам во Света Гора, не сум. Добро, убаво звучи и секоја чест кога млади луѓе веруваат во вистински вредности и секако вербата во Бог, значи не си се свртал кон Бога само кога ти е најтешко, туку секојдневно. Да. Имаш некоја посебна молитва која ја кажуваш пред секоја борба? Па, немам посебна молитва, се заблагодарувам на Пресвета Мајка Богородица, на Исус Христос, Синот Божи, на Свети Ѓорѓија, таа слава ја славиме. Мислам дека тие се светците што ме чуваат и ми даваат мотивација Сила. за све тоа што и сила за све тоа што го правам. Така, кога не си на тренинзи, кога си послободен, кој дел во Скопје најмногу го сакаш и освен манастирот, дали имаш некое друго место каде што се чувствуваш својот и убаво? Па да, водно, кеј, често идам на базен, али водно и кеј мислам дека подолг период од мојот живот и припремите што ги правев за сите надпреварувања што ми се случиле, сум бил таму и кога ќе отидам на водно или на кеј и се шетам, не тренирам, сваќам низ каков период и низ каков процес сум поминал баш на тоа место и ми прави посебно се чувствувам и исполнет. Веќе од нашиот досегашен разговор добив слика што те прави среќен пред се работата, затоа си и успешен. Спортот или кикбоксот како год, но сватив дека вербата во Бога и манастирот исто така те прави среќен и си исполнет внатрешно, но дали има нешто што те растажува? Дали некогаш знаеш да си тажен како и секој човек и како го надминуваш тоа? Па искрено Што знае најчесто да те интересно растажи? прашање. Јас сум во принцип многу емотивен човек но некако тоа низ целиот овој процес научив како да го трнам на страна, да не размислувам на тоа, да не дозволам таа емоција да допре до мене кога се работи за фамилија, за другари, Јас сум човек што сака да биде опкружен со луѓе цело време, да не биде сам, да не биде осамен. Тоа сум го почувствувал поради тоа што во овој спорт за да доеш до некаков резултат треба да дадеш жртва, треба да бидеш еден период од животот осамен. Од 2020 година почнав да идам во Холандија. Во Холандија живеев сосема сам и таму осетив како е кога е човек осамен. По 3 месеци знаев да бидам скроз сам. Единствено место каде што бев опкружен со луѓе на тренинг. И Беше тажен? па Знаеше да заплачеш? искрено кога сум во процес на спремање, плачењето ми е некако Нормално. нормална работа, искрено да ти кажам. Ја никад досега ме нема некој видено да плачам. Да, тоа не е Али ни јас, срамата, да. Има си моменти, сега се навраќам, интересно ова што ме праша, ниту сум разговарал со некој за ова, ниту Сега како на терапија. ова буквално ми дојде како терапија и станувам сабајле првиот тренинг на пример во 7 сати, јас станувам во 6 за да стигнам до тренинг и движам некај тренинг, уште е темница и нормално ќе отвориш стори, дури идеш на тренинг, ќе видиш тие 5-10 минути дури имаш простор и гледаш врсниците твои скочени по журки, снимаат и идам движам некај сала
и едноставно почнувам да плачам во смисол не за тоа што јас нешто немам што не имаат, него за тоа што јас се чувствувам многу поразлично и многу поубаво, мислам, од нив, поради тоа што правам нешто што они не го прават. И тоа може да трае 5 секунди, јас така ќе ми дојде некој налив на емоции и можам да си заплачам, дури ова малце звучи, не знам како да кажам, малце звучи лошо, поради тоа што сум човек што никој нема ме види како плачам, али тоа го правам од смисол, од убаво. Едноставно се чувствувам Горци на себе, на сето тоа што го правиш. Се чувствувам зашто правам нешто што знам дека друг не може да го направи. И тоа ми прави да се чувствувам убаво, да, и не мора да значи дека мора да се плаче ако е човек тажен. Некад јас мислам дека најискрените солзи се кога човек е среќен. И како што кажав, Радосници, да. па тоа е моето мислење и мислам дека кога сум во таква состојба, кога сум дисциплиниран, кога тренирам, кога сум на место кај што го вадам најдоброто од мене, тоа тие солзи се нешто што на секој би го препорачал. Да го Како ги почувствува тоа. прославуваш победите? Па искрено немам нешто посебно како ги прославам победите, али најчесто со фамилијата. Со татко ми, со мајка ми, со сестра ми и со блиската фамилија. И гледам да се трнам скрос на страна, не дека што немам допир со луѓе, кај што сме сами, кај што можеме да си разговараме. И тоа во последно време ми прави да се чувствувам добро, поради тоа што као да без разлика на тоа што во текот на припремите јас сум цело време дистанциран од луѓе све, едноставно се полнам со енергија кога сум на страна со фамилијата, кога поминуваме време во природа и сум многу благодарен што сме сите на куп и родителите мои го осеќаат, тој го гледаат во мене дека сакам да разговарам, сакам да сум со нив. Има луѓе што после секоја победа ќе искочат, ќе пијат, ќе прославуваат на најразлични начини, али сум го пробал и тоа, не ми представува задоволство, после таква прослава не се чувствувам исполнето, се чувствувам празно и моментално чекам да има причина да се трнеме со блиските, да на страна да си прославиме, да си направиме убав ручек заедно, да си разговараме, да си разговараме што ни се случувало во текот на 3-4-5 месеци за време на припремите и нормално и моите родители прв пат го живеат овој живот и на нив им е све ново и во врска со мене, во врска со сестра ми. Така, но горди се на вашите успеси. Горди се поради тоа што правиме убави работи, не правиме работи што ќе им направат некој стрес, шок и ќе им го онесат животот во друг правец. Многу сведоци сме на многу такви случаеви и пак ја препорачам било кој спорт за секое дете, па и за возрастни. Никад не е касно за нешто што ако човек сака да се промени. Никад не е касно. Јас имам мои пријатели, ситуации кај што се занимавале со лоши работи, во смисол со алкохол, и конзумирале работи што не треба да се конзумираат. Почнуваат да тренираат, почнуваат да се посветуваат на црковниот живот, се исповедаат. Тоа е начинот на кој што јас функционирам и го знам. И се изборила, така? Извини? И се изборила да ги надминат сите тие пороци. Се изборила, ништо не е лесно, али ова е еден начин кај што нуди загарантираност во тој процес и го олеснува цел тој процес. Кога човек се занимава со спорт, претежно боречка вештина, без разлика која е. Изложен е на адреналин. Значи, ние луѓето сме зависни од адреналин. Ако не најдеш во нешто адреналин, ќе бараш во нешто друго адреналин. И препорачувам боречка вештина поради тоа што без разлика на тоа што се има контакт за време на тренинзите, не е толку ризично, не е толку страшно. Луѓе имаат сакаат адреналин на најразлични начини. Кога ризикуваат со својот живот, кога завлагаат во работи кај што не треба завлагаат. И ова им е момент кај што ќе можат да бидат под адреналин, да се чувствуваат убаво. Тоа мислам дека во природата на човекот да сака да почувствува адреналин, да сака да се почувствува мокен. А процесот во спортот,
секојдневно му го возможува тоа, иако не е лесно. Секојдневно, малце по малце... Колку време ти траат тренинзите? Практикувам да претежно тренирам по 2 пати на ден, сабајле и навечер, али кога сум многу мотивиран, по 2 пати на ден тренирам дисциплинирано и да сум мотивиран и да не сум мотивиран. А кога сум многу мотивиран, јас сакам да тренирам во текот на целиот ден. И како да тренирам? Станувам на сабајле можеби 15 минути стречинг и тоа е тренинг. Тоа е еден тренинг, 15 минути стречинг, само што ќе стануваш, му даваш на телото некое истегнување, циркулација на крвта, дишење малце. После тоа влагам во ладна када. И тоа е тренинг на некој начин. Тоа не треба многу, ама е тренинг. 2, 3, 5, 10 минути во ладна када, му прави на организм, буди организмот. Сикоја чести јас не би можела да. Па искрено јас сум многу зимурлив човек. И јас за тоа. Али реков дека треба да се доведам во ситуации кај што да правам работи што не сум ги правил. Само така има прогрес А се и добри, да. така се напредува. И како што кажав, во текот Така на денот себе си даваш предизвици. Да, и мали победи. Тоа се мали победи. Значи правиш продуктивни работи и го одржаваш моментот на убаво чувство. Ако останеш од сабајле, првата работа што ќе направиш ти е кафе и цигара, ти имаш пораз. Нешто си направил, нешто што не е на некој начин добро за организмот, за психата. Има луѓе што си пушат цигари, пијат кафе. Ја пијам кафе. Али пијам кафе кога ќе завршам тренинг или пред тренинг пијам кафе да ме дигне малце и да го тренирам. Али многу е битно да се почне денот со некаква мала победа. Манекенството тебе никогаш не ти било предизвик, бидејќи на сестрата и кикбоксот е Па искрено, паралелно? сега сестра ми беше пред неколку месеци беше на одмор во Македонија, 5-6 дена и ме праша дали сакам сме имале Имавте фотосесија? Да, имавме фотосесија и тоа беше првата наша заедничка фотосесија и искрено секоја чест како функционираат дечките, многу позитивна Тебе ти е тоа енергија. потешко отколку ова друго? Па, знаеш што? Се чувствав убаво, искрено. И беше убаво, позитивни дечки беа, целата екипа. Ми беше интересно дека е ново за мене и се чувствував убаво. Девојките се плашат да ти придат или? Па јас сум комуникативен тип и немам проблем да разговарам. И мислам дека општо луѓето имаат мислење за некој човек што тренира боречка вештина, бокс, кикбокс, дека треба тој да биде да изгледа напумпано со мускули, да биде намоштен, али лично не сум таков и како што гледате, си комуницирам најнормално и Да, затоа бе вака блага во емисија. Морав, и добро што ја имаме масава овде со шего. Има некоја девојка која го усвои твоето срце моментално или? па искрено начинот Ако на кој тренираш што цел ден, не знам на кога кој наоѓаш што- време. кој што функционирам, размислував на оваа тема и мислам дека за да се лично јас сфатив дека ако посветувам време и енергија на девојка, ќе кажам, така, девојка, нема да бидам толку фокусиран на тоа што сакам да го правам. И моментално решив дека овој период од мојот живот ќе се фокусирам само на кариерата. А што ако се појави некоја девојка? Ако се појави, не се плашам од тоа. Па така, Ако се тоа треба да се појави- случи, не може да се планира. Да, и точно, ако се појави, ако се случи, не се плашам од тоа. Јас сум Може само да отворен биде за... плюс подршка и мотивација. Па да, верувам ја во тоа, али тоа мора да биде искрено, да има жар. Да не биде тоа Секако. механички направено. Сакам да го осетам тој момент и кога би го осетил тој момент, јас сум спремен да жртвувам енергија и во однос на тој поглед и во однос на професионалната кариера. Така, љубовта е, нели, пред се. Љубов кон спортот, љубов кон некоја друга личност. За крај, идни планови за кикбоксот, што е следно, освен Следно е, како што кажав, клубот? клубот го отворам, почнувам со тренинзи од 1 септември. Се наоѓаме во Мичурин во аеродром. Ке има групи за сите возрасти, за дечиња од 6 до 12 години, за тинејџери ќе има исто група каде што ќе може да тренираат само девојки, група ќе има и за возрастни. И здравје Боже, почнувам од 1 септември со тренинзи, после тоа следно моје првенство е во Абу Даби, светско првенство, ќе се фокусирам да се припремам добро
и се надевам дека ќе се припремам добро во мојот клуб и ќе идам со Божја промисла и со Божја сила да освојам и да си одбранам светската титула. Секако, остани таков како што си, секако ти посакувам успеси уште многу да освоиш титули и да бидеш најдобриот на ринг и секако да се оствариш на секое поле и да веруваш во Бога и Ви понатаму. благодарам, ви посакувам ја исто и на вас све најдобро и денеска се чувствував многу добро. Исто така и ви благодарам на прашањата што ми ги поставивте и ме натеравте да размислувам во тој поглед. Така, се надам дека успеавме да некако ја доловиме твојата животна приказна до сега. Ти благодарам уште еднаш, Бобан, ќе им се заблагодараме на нашите гледачи кои беа и оваа сабота заедно со нас. Следната средба ви ја закажувам точно за 7 дена.